Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Здравје и завршување на пандемијата со коронавирусот. Тетовци во 2021 година најмногу се надеваат на тој исход. Реките стануваат пловни депонии, риболовците алармираат дека живиот свет е во опасност. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи со оценка за 2020 и планови за 2021. Почитувани, во новата 2021 година ви посакуваме многу здравје, успеси и љубов, убави моменти поминати во радост и благосостојба заедно со вашите најблиски. Ова се првите вести во новата 2021 година. Здравје и завршување на пандемијата со коронавирусот. Тетовци во 2021 година најмногу се надеваат на тој исход, со оглед на тешката 2020 година и предизвиците кои таа ни ги донесе. Но велат дека и за тешката економска состојба потребно е време за да се подобри. Да има здравје и конечно да заврши пандемијата со коронавирусот. Ова е најголемата надеж на тетовци за новата 2021 година. Тие потенцираат дека сите во светот сакаат што побрзо да заврши оваа ситуација и сите повторно да се вратат на вообичаеното извршување активности, без рестриктивни и заштитни мерки. Ова се очекувањата на тетовци за новата 2021. Кои се вашите очекувања? Па сега зависи како иако набават лекарства за да може подобро да се спречи тоа и да не доаѓа до проширување, ќе има спас некако, ама ако инаке не се води рачун, се знае проблемот. Може још повеќе да се позарази народот. Дај Боже дека ќе заврши, сите го стаеле датата која ќе заврши. Па сега кој ќе заврши само Господ знае. Очекувања некои за 2021 имате дека ќе биде можеби подобро, дека ќе заврши? Не верувам. Не верувам. Чим почне овако, не верувам да има нешто. До сега нема ништо и за тоа, и за 2020. Чим се продолжи пак ќе има вирусот од џабе, ништо нема да буде. После тешка година со низа предизвици, граѓаните велат дека здравјето е најважниот приоритет и така и ќе биде во годината која ни предстои. Председателот Стево Пендаровски на граѓаните на земјава им упати честитка за новата 2021 година. Тој се осврна и на минатата 2020 која беше преполна со предизвици, а во новата посака здравје и успеси. Почитувани, не можеме со сигурност да знаеме што не очекува во годината која е пред нас. Но во ова време на неизвестност, една работа е известна. Кризата не менува сите, постепено, секој ден. И од нас самите зависи дали од неа ќе излеземе разединети и рамнодушни или сплотени и солидарни. Треба да знаеме дека секое добро дело продолжува да живее во луѓето на кои сме им помогнале и за кои сме се грижеле. Пандемијата ќе помине, ќе дојдат подобри денови. Ќе можеме да бидеме заедно без страв, но и тогаш не смееме да ги заборавиме скапо платените лекции. Мора да сме системски подготвени за следната криза, мора да ја закрепнеме економијата, да искорениме неправдата, да ги надминеме поделбите, да ги залечиме овие рани. Сите ние заслужуваме многу повеќе радост и среќа. Во 2021-та посакувам да имаме здравје, само здравје, за да можеме да ги оствариме сите наши желби. Нека ни е среќна новата година. Реките стануваат пловни депонии, риболовците алармираат дека живиот свет е во опасност. Сторија на Милена Бучевска. Тетовци со години наместо риби во Тетовска пена гледаат само смети отпадоци. Риболовните здруженија од Тетовско реагираат на енормното загадување на реките и негрижата на надлежните. Деновиве после многу долго време пена е порибена, но колку е чиста реката за нов живот, се прашуваат рибарите. Инспекциите тврдат, никаде ги нема.
Малку е проблем со инспекторите за животна среда, не ни излагаат во сусрет, пошто звониме, дојдите, не доаѓаат, не до нас, до инспектор за рибарство, инспекторот за рибарство, кажува водостопанство не сме ние, а ние ко риболовно здружение не можеме да направиме записник. Доволно е само една обиколка околу коритото на Пена за да стане јасно колку е состојбата сериозна. Сликата со мини депониите е речиси секаде иста во Полошко. Речните корита во Тетовскиот регион се претворени во вистински депонии. Покрај реките веќе долго време се фрла секаков отпад, но инспекцијските служби се чини не реагираат. И на толку смети загадени реки нема ниту една казна од инспекциите. Тоа велат било до свеста на граѓаните. Еве сега ние сме тука и седиме 2 сати, никој нема да фрли сигурно. Значи тоа се фрла кога не сме ние на тер. Дека за отпадоците што се фрлаат, тоа е до свеста на граѓаните, ние не можеме да бидеме нон-стоп присутни, пошто имаме наистина големи обврски. Пена, но и многу други реки низ државата, поради негрижата стануваат пловни депонии. Риболовците алармираат дека во опасност е живиот свет, ако продолжи неажурноста на надлежните, но и неспроведувањето на еколошките закони. Инвеститори од Катар се интересираат за Попова шапка. Не сакаме да се откажеме од овој туристички центар. Ова го нагласи председателот на владата Зоран Заев, кој додава дека овој туристички центар би требало да биде во партнерство со некој приватен инвеститор. Веќе разговараме со неколку потенцијални инвеститори за Попова шапка. Владата на Косово очекуваме, иако е во кризна состојба Косово, после одлуката на Уставниот суд, очекуваме да дадат согласност заедно Попова шапка и Брезовица да ги понудиме како заедничко можност за развој на инвестиции во скијачкиот туризам. Попова шапка е најблиската дестинација на Балканите до аеродром и има навистина одлична можност за развој на зимскиот туризам. Разговараме со инвеститори, еве ќе кажем прво Катар, се овде, кои што имат намера сериозно да вложуваат, но инвеститори од Швајцарија, Италија, Германија и Австрија. Верувам дека ќе се најдат сериозни инвеститори да го развијат овој одличен туристички потенцијал за државата. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи со оценка дека 2020 беше тешка година поради пандемијата, но и покрај тоа биле реализирани повеќе проекти важни за градот. Градоначалничке, како ќе оцените 2020 година и што се беше сработено во оваа година? Јас годината што изминува, значи би ја оценила како можне тешка година, имајќи го предвид фактот дека се соочивме и уште се соочуваме со еден голем предизвик кој е од светски размери, што од аспект значи на губење на животи и на соочување со истото апсолутно беше многу предизвикувачка година како таква. Но во исто време, имајќи го предвид фактот колку тешка беше годината, колку на економски аспект беше проблематична, би сакала да подвлечам дека ние успеавме во текот на оваа година да затвориме едни од големите проекти кои се поврзани со градот. Значи, го довршивме, го комплетиравме делот на продолжување на булевардот, на индустријскиот булевар, така да таму фактички заокруживме инвестиција од 1 милион евра и добивме уште еден излез од градот, ако можам така да се изразам. Исто така го докомплетиравме процесот на реализирање на градски превоз. Што тоа значи? Значи, подпишавме веќе договор за земање на автобусите, го регистриравме предпријатието и со сите овие активности, значи пролетта на годината што доаѓа, не наоѓа и со организиран транспорт. Завршивме исто така делот на напојување со вода на населбата 146, тоа значи населбата над Тече. И исто така ориентацијата ни беше во секој дел на градот да реализираме проекти од среден и помал карактер, за да не останеме никаде куси со присуство.
Значи, имајќи го предвид фактот дека се работеше за можна тешка година во однос на реализација на проектите, според наши анализи сметаме дека имаме одработено доста и нормално поминавме буџет кој ни исто така овозможува да реализираме доста и од идната година. Што останува да се сработи во 2021 година? Значи, идната година ние ги осигуравме комплетно средствата за експроприација на булевардот Благоја Тоска, исто така и средствата за градење на овој булевар. Ке продолжиме, значи, со патот на Бањиче уште повеќе да напредуваме на тој дел. Имаме веќе завршени процедури пак преку Светска банка за улицата Гоце Делчев и Гоце Стојчевски, значи од делницата Илинденска па се до раскъсницата кај болница, така да апсолутно пролета веќе ќе излеземе на работа со овие проекти. Ви благодарам на разговорот. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете во добро здравје, имајте среќни празнични денови. Пријатно!